Споредбата на комитите кои се бореле за создавање на независна македонска држава, со борците на УЧК, кои всушност војуваат против Македонија и сонуваат за голема Албанија, е невиден безобразлук. Ваквата споредба што ја направи Дуј во врска со контраверзната прослава во училиштето во Челопек е директна провокација која само може да ги загрози меѓуетничките односи и е со цел да се предизвика политичка криза. Според политичкиот аналитичар Ристо Никовски, ова е само уште една во низата на национал популизми со која Ахмети и неговата Дуј се обидуваат да се прикажат како единствени бранители на албанците во Македонија. Тоа е една долгорочна политика на одредени врвни албански политичари во земјава. Споредувањето на комитите со овие, да ги наречам, борци на ОНА, кои, нели, генералниот секретар на НАТО ги наречуваше терористи, е безобразлук во основата, разбирате, нешто крајно неприфатливо, бидејќи, како што и вие рековте и како што рече министерката, комитите беа борци за слобода. Во неа беа сите и албанци, и турци, и власи, сите беа во тие редови и тоа е символ на оваа држава. Символот на оваа држава мораат сите да го почитуваат. Случајот со училиштето во Челопек е само уште еден во низата политички провокации кои ги предизвикува опозицијата. Според Никовски, овој инцидент не е изолиран и е директно поврзан со прославата на албанското знаме и дивењето во центарот на Скопје. Со него Дуј сака да предизвика криза. Јавно кажа дека ќе одат на дестабилизација на државата и сите овие настани, вклучувајќи го ги оние непримерни сцени со албанското, кога се славеше албанското знаме, а се газеше и падеше македонското, покажуваат дека Дуј е спремен, одлучен да води во една безбедносна криза во државата, меѓутоа мислам дека шанси поголеми немаат. Низата реакции на релација власт и опозиција следат откако на прославата за денот на албанското знаме, ученици во училиштето во Челопек изведуваа представа со пушки и друго оружје во униформи на УЧК, тоа што реагираше и министерката за образование Весна Јаневска. Во моментов се очекуваат резултати од спроведениот вонреден инспекцијски надзор од страна на просветниот инспекторат, кој ќе покаже дали ќе се спроведат санкции и казни.